Во врска со она кој што имам да го предложам, веќе зборев и претходниот пат, затоа сега не би сакала да должам, туку накратко да ги кажам трите мои предлози. Првиот предлог е тоа што ќе наложиме како комисија, ќе бараме оваа точка да биде ставена на првата наредна седница на Собранието. Првата наредна седница е на 10 мај. Мислам дека околу ова лесно можеме да се договориме, заради тоа што сметаме дека е многу битно, веројатно во врска со оваа точка ќе има претходна дебата од страна на сите заинтересирани пратеници на пленарна сала, што значи евентуално и до крајот на месецот ќе завршиме со разгледување на овој извештај, така што првата моја препорака е тоа дека ние во нашиот извештај треба да кажеме дека комисијата бара од страна на Собранието оваа точка да биде ставена на разгледување итно на првата наредна седница. Како втора препорака, или она кој што би сакала да го додадеме во извештајот, а кое што не е опфатено, е делот дека не само органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа и други органи и организации кои што имаат јавни овластувања, кон кои народниот правобранител надлежно постапува, да ја подобрат соработката со институцијата Народен правобранител, да му достават навремени и целосни суштински одговори и докази, туку некако да најдеме како да го додадеме делот дека и владата при секоја седница на која што има доставено извештај од страна на народниот правобранител, треба да го повикува народниот правобранител и треба да го почитува законот за народен правобранител. Затоа што еден дел кој што е навистина загрижувачки, а кој што се состои во извештајот, е дека во 2022 година народниот правобранител доставил 18 поединечни извештаи за кои што ниту еднаш не бил повикан од страна на владата да присуствува на седница кога овие извештаи биле разгледувани. Мојата препорака, ние можеме подетално да ја формулираме како ќе се согласите, доколку се согласите, меѓутоа јас сметам дека како собрание, нашата надзорна улога треба да ја воспоставиме и на тој дел дека треба, ако од некој треба да се почитува законот за народен правобранител, односно да се бараме да се почитува од другите институции, мораме да бараме на прво место да се почитува од страна на владата. Значи, согласно законот за народен правобранител, извештаите кои што се разгледуваат од влада треба да бидат разгледувани во присуство на народниот правобранител. Ова исто така е една од препораките кои што според моје мислење треба да го оставиме, затоа што на овој начин го покажуваме абсурдноста на целиот систем. Не можеме да очекуваме дека другите помали институции ќе го почитуваат законот, ако и самата влада не го почитува законот. И третата моја препорака, затоа што веќе неколку луѓе претходно зборувавме за тоа, е во делот за областа на казнено-поправни и воспитно-поправните установи. Како точка 4 или како препорака 4 предлагам да биде предложено Министерството за правда во соработка со Управата за извршување на санкции да пристапат кон промена на правилникот, согласно кој женските затвореници ќе бидат изедначени во своите права со машките затвореници. Заради тоа што веќе имаме предмет во кој што е утврдена дискриминација на женските затвореници во однос на мажите. Сметам дека исто така ова треба да стои во општа препорака и да очекуваме дека ќе биде пристапено во најкратко можно време кон промена на овој правилник за кој што веќе ние претходно многу зборувавме.
Имаме ветување дека работат веќе работни групи, односно дека е формирана работна група за сето тоа да се изреализира. Меѓутоа, бидејќи цело време формираме некакви работни групи и од сето тоа нема никакви резултати, предлагам да го ставиме во дел од препораките, затоа што веќе и народниот правобранител на претходната комисија ни објасни дека има предмет, формиран е предмет, малце покасно, значи пристигнал таква иницијатива или представка до народниот правобранител, истиот веќе постапувал во врска со него, меѓутоа, за да не чекаме дури една година за да го ставиме во препораките на народниот правобранител, бидејќи се случува истото сега, познато е во јавноста, сметам дека не е ништо на одмет, дури би било пожелно да го ставиме како една од препораките во делот на казнено-поправните установи. Ви благодарам. Благодарам.